Знаците дека се како стрели. Размислете што ви е во срцето. За некои тоа ќе биде страв, а за други пак ќе биде светлина. Всушност, ова се клучевите што ја будат меморијата. Кога ќе го погледнете символот, дишете, гледајте со љубов и запрашајте се. Кој дел од вас треба да се излечи? Каде што има искрена љубов, нема место за зло. Добре дојдовте на Унелум Тарот страницата, јас вас сите ве поздравувам и од цело моје срце ви се заблагодарувам за вашите коментари и неуморни реакции на мојата страница и мојот YouTube канал. Денешното видео е посветено за некој кој што долго време очекува персона која што треба да влезе повторно во неговиот живот, а пак за некој од вас ќе биде повторно зближување со персона од минатото. Една меморија која што и знаците се како стрели. И размислувањето што ни е во срцето, ќе се запрашаме е дел од символ. Енергија која што за вистинска љубов нема место за зло. Денешната порака од тарот картите, од ова исчитување од тарот карти, ова е колективно исчитување и канализирана порака, љубовна, која што денес некој треба да послуша, е да биде во енергија да се приземи, да застане и да почека за уште мал момент да неговата бивша љубов или пак неговата особа од минатото дојде до него. Енергија која што вели каде што има искрена и вистинска љубов, нема место за зло. Енергија каде што двајца се исцелиле, двајца се воздигнале и енергија каде што еден работел премногу на себе, а другиот само го издигнувал нивото на духовност. Енергија каде што ова ваша персона во претходниот период донела и била во заклучок дека таму кај што е и кај што влегла во енергија каде што имала и трета персона, била попусто, буквално осамена, била во енергија да не може да донесе прави и битни одлуки во својот живот. Ова ваша бивша персона, која што за некој од вас ке значи дека сте и разведени од оваа персона, или пак сте во огромна дистанца, која што не се надевате дека повеќе ќе се случи reconciliation или пак енергија за повторно зближување со оваа персона, токму картите го потврдуваат спротивното. Енергија каде што некој конечно става крај на едно гледало каде што се гледа во подруга енергија. Енергија каде што му представува терет. Енергија каде што му представува да нешто се крши во неговата суштинска материјална и љубовна енергија, да неговиот живот буквално се распаѓа. Оваа персона е во една друга врска или пак подолга врска, а може би и брачна врска, каде што не се осеќа добро и конечно ја спушта маската од него и прави една огромна трансформација каде што се гледа самиот себе, но во ова скршено огледало тој не може да се види. Енергија каде што шокантно ги прави работите и ги донесува неговите комплетни енергии да неочекувано
донесе одлука да биде дистрактирана од оваа личност. Енергија каде што ќе се случи и комплетно напуштање од оваа персона, од неговата друга страна, значи комплетно вашата персона ја напушта другата врска. Значи енергија каде што не се осеќа премногу добро. Значи не се осеќа воопшто добро. Енергија каде што за некој ќе важи дека оваа персона била врзана од другата страна, значи врзана, не можела да донесе никакви одлуки за себе, имала невозвратена љубов и енергија да шокантно и неочекувано превземе огромна енергичност и огромна момент на самоконтрола за да донесе одлука дека е време да се раздели, дека е време да биде во или сепарација или комплетно ја затвори оваа долга врска или пак брачна врска, каде што се осеќа не премногу човечно, значи изманипулирано, не добро по себе. Значи едноставно оваа персона патела во оваа врска, а ве напуштила вас затоа што мислела дека во оваа врска тревата е позелена, но самата персона се прешла себе си и сега е во една енергија да затвара процес, а може би е веќе затворен процесот и сега оваа персона ќе превземе акција према вас. Енергија да оваа персона и кажува на другата персона дека прифаќа лажење од негова страна и дека ја манипулирал и ја лажел, затоа што не се осеќал добро, не можел да ја соопшти негова вредност и не можел да ја каже дека го повредува. Оваа персона го повредувала. Ја повредувала личноста, му ја повредувала љубовта, буквално го повредувала, го ставала на во некоја енергија каде што не се осеќал добро. Енергија каде што, значи, земете генерално е ово исчитување од тарот картите, мажи вие само обрнете го во друг смер, родот, жени вие земете за вас, енергија каде што вика, јас знаев точно што правам. Енергија каде што оваа персона точно добро знаела што прави и што ќе каже и што ќе излаже оваа друга персона која што била или во брак или во долга врска, а сепак ве напуштила вас затоа што мислела дека таму е позелена и поубава тревата. Што се случувало? Енергија. Кралот на штаповите. Може би оваа персона има доминантен хороскопски знак, да е ватрен знак и хороскопски доминантен знак Овен, Лав, Стрелец. За некој од вас ќе значи, не за сите, значи оваа персона кога влегла во оваа врска, пред да биде изманипулирана од другата страна, се осеќала како доминантна, како енергична, како страствена персона, но пажот на мачевите и возвратил подругачие. Енергија каде што требал да направи комуникација со оваа персона, но не ја постигнал максималната индивидуалност, значи немало комуникација како што треба. Не е основана оваа врска на добра комуникација, значи нема основа оваа врска од неговиот сегментен живот, не е основана на добра комуникација. Енергија каде што и доаѓа во можност да оваа персона заработува и биде максимално повредувана
од страна на другата персона која што и се трудела да биде во енергија да добива материјална сигурност, да биде материјално стабилна, а сето тоа да го изработи вашата персона. Енергија да оваа персона се нашла во 10 штапови, каде што и комплетно од самата тежина и од носење тежина на неговиот грб или пак на неговите плеки е во момент да направи промената која што изненадно се случува, да донесе битна и важна одлука во врска со другава страна, за да може да едноставно се исцели, да се издигне духовно и да застане на свој нозе. Енергија каде што тој вели вака: на патот до исцелувањето. Патот до исцелувањето. Вика, јас сум во енергија да размислувам. Ми не достигаш, едноставно сум потиштен, понижен, но се уште мислам на тебе. Значи, ова се однесува на вас. Сите вие што ќе дојдете да послушате, да го послушате ова видео и да добиете смерница за што понатаму со вашата бивша персона, која што за некој од вас и значи дека се уште ја сакате, имате емоции спрема нејзе и ја очекувате да дојде. Тој ви вели вака: во патот на исцелувањето, тој размислува цело време на вас и вика: време е, вика, да се излечам себе си. Вика, јас сум, вика, благодарен за целата спиритуална лекција што ја научив од ова мое патешествие или пак од ова мое одење на долга стаза. Јас те сакам. Може би вие сте му кажувале дека ќе дојде во еден момент дека ќе се поврати на кај вас и дека ќе добие буквален шамар од другата персона, но оваа персона не ве послушала. Енергија каде што и самиот и на вас си признава дека вистински ве сака и ве носи се уште во неговото срце. Не знам каква е повредата и како ве повредил, но оваа персона буквално се уште ве има во срцето и никогаш нема да ве отпушти. Верувајте во искажувањето на оваа порака сега и во овој момент. Вика, јас ќе чекам за твој знак. Значи, тој чека на ваш знак. Енергија каде што и е во момент на негов пат, на негово патешествие, кое што ќе води до исцелување, а може би и го поминал овој дел, па сега тарот картите ни ја кажуваат оваа моментална ситуација. Вика, јас опростив сам на себе и научив за грешките кои што ги направив према тебе. Вика, твоето, вика, искуство, вика, има многу повеќе љубов, вика, во даден момент. Вика, твојата љубов, вика, беше моје искуство, вика, и твојата љубов беше твое искуство, вика, но јас не ја почитував. Енергија каде што оваа персона признава сама на себе во ова исцелување, во ова духовно издигнување, дека вистински опростил сам на себе и опростил на вас и на другата персона која што му дала добра лекција, да опрости и научи од грешките кои што ги направил во прошлоста со вас. Енергија каде што 9 штапови, енергија да кралицата на мачевите, енергија да кулата, енергија правда, дојда до можност да оваа персона комплетно
го растури неговиот брак, во кој што бил мрак, не бил брак, немало љубов, немало емоции, било само поврзано на материјалност. Енергија каде што некој бил повеќе наситен за материјална вредност, а оваа персона морала да работи таа работа за да заработи и да удоволи другата персона која што и не е така заслужна за негово почитување и негово гледање и негова сатисфакција. Енергија каде што оваа персона комплетно носи одлука да го прекине, да прекине оваа врска или овој брак во кој што се наоѓа. Можеби вие сте трета персона која што оваа персона не може да ве отпушти, а си уште сака да биде со вас. Што се случува понатаму? Ова е енергија која што тарот картите ни потенцираат и ни кажуваат вака. Ова е една едно големо патување кое што се надевам дека некој од вас ќе биде во можност и да го послушам, затоа што можеби ќе се работи токму за вас во ова исчитување, ќе се пронајдете. Вика, ние сме сродни души. Нашата длабока љубов, нашата унија и нашата конекција ја прави оваа врска да повторно ми даде шанса да повторно се здобиеме со една можност да бидеме заедно, да бидеме во енергија алхемија, хемија, да пробудиме повторно страсти, атракција. Ти се уште си атракција за мене. Енергија каде што некој од вас и ќе дадат втора шанса на оваа персона, затоа што се уште чувствуваат и страст, и емоции, и повторно обединување ќе направат. А зашто тоа ќе го направите? Затоа што сте сродни души. Енергија каде што можеби ово е ваш бивши партнер, а можеби и ваш сопруг, кој што ве оставил, па отишол кај друга персона која што можеби и не е во брачна, туку само врзивна енергија. Вика, енергија на обврзување. Обврската го гради бракот да донесе одлука и да биде во енергија на обврска. Енергија каде што можеби оваа персона за некој од вас и ќе ве на втората шанса доколку му ја подадете и му ја дадете, му опростите за нешто што направил, можеби непромислено, ќе влезете во една брачна врска или пак во една обврска која што и ќе ја имате и ќе ја споделувате преку страсти, хемија, алхемија, атракција, енергија на втора шанса да направите добра иднина, но не заборавајте, оваа персона е вашата сродна душа. Од оваа персона не можете да избегате. Тој секогаш ќе ве најде каде и да одите и во наредниот живот, да понесете некоја негова енергија која што ќе води до комплетно спојување. Енергија каде што за некој од вас оваа персона била во вашиот живот, била ваш брачен партнер, за други пак од вас оваа персона е ваш пријател, долгогодишен, кој што не сте можеле да изградите ништо, затоа што друга персона влегла во неговиот живот, а вие сте останале на чекање. Енергија каде што оваа персона ви вели, јас знам дека ја поминав линијата со тебе, енергија дека можеби ве повредил и ви кажал нешто, а можеби и не сакал да ви одговори на нешто што вие сте биле во енергија да му давате, да се давате во оваа врска или во оваа конекција,
да се давате емоционално, да се борите за него, но оваа персона признава дека поминала границата и вели: Јас сакам да бидеме повеќе од пријатели. Значи, оваа персона може би е ваш пријател, каде што и гаите емоции, гаите емоции, но тој сака да бидете многу повеќе од пријатели. Вика, физичка конекција. Тој ќе направи суштинска физичка конекција со вас за кратко време. Вика, светото соединување на телата, две стануваат едно. Значи, светото соединување на телата од две тела стануваат едно. Значи, ова е вашата сродна душа. Енергија каде што и ќе побара повторна енергија да вашиот страстен пламен, љубовен пламен повторно се реконектира. Енергија каде што оваа персона и ќе се извини, и ќе ви даде почит, и ќе ве безпрекорно сака, и ќе ви каже се што се случило во претходниот период и зашто го направил ова, зашто не сакал да се спои со вас онака како што вие сте сакале и зашто сега ќе бара можност да втора шанса за некој од вас, а за некој од вас да ја искачите вашата пријателска енергија во многу повеќе. За многу брзо време вие ќе се гушнете со оваа персона. Ви следува една реконекција. Реконекција, можеби оваа персона е од прошлите животи, енергија каде што и сродните души доаѓаат од прошлите животи, значи се наоѓате, енергија каде што и се препознавате и ви вели: верувајте. Верувајте во љубовта и верувајте во сета ситуација која што доаѓа до вас во максимално брзо време. Верувајте на позивот на љубовта каде што ќе имате и верба. Верба во себе и верба во оваа персона. Оваа персона нема да ве лаже, ќе ви ја каже комплетната вистина што и како се случило во неговото био. Енергија каде што за некој од вас вели победа. 6 штапови, енергија победа, каде што вие ќе издвојувате победа врз самите себе, можеби и врз оваа персона, ќе му кажете, можеби некој е љут на оваа персона и нема да сака да се помери, но сослушајте го. Оваа персона е во енергија да биде во можност да ви издвои победа и да каже и покаже колку ве сака и колку ќе ве почитува до трансцендентална енергија во другиот живот. Вие за оваа персона сте емпрес или пак енергија на царица, каде што можеби за некој од вас ќе значи дека сте и веќе изградена мајчина фигура, а за некој од вас значи дека сте божествена женска енергија за оваа персона која што и секогаш ќе ја гледа со такви очи. Енергија каде што плодоносно, конструктивно, енергија каде што давате максимално и во љубовта, и во одржување баланс во вашиот живот, и во енергија да превземете место на
мајчинство. Тркалото на среќата или пак фортуната, енергија каде што оваа персона ќе ви понуди една среќна иднина, каде што ќе го придвижи тркалото за ваша среќа, за ваша среќна иднина, каде што и ќе направите промената и во вашиот животен сегментен љубовен дел и ќе направите моментната ситуација и оваа персона да се промени со вас и дека ќе влезете во едно огромно тркало кое што ќе води во време каде што вашата среќа е пред вас. Токму така. Кочијашот е енергија која што вели јас доаѓам и на пат сум да те поварам. Енергија за некој од вас ќе значи дека оваа персона и ќе дојде на вашиот домашен праг, а за други од вас ќе значи дека ќе допатува од нејдека доколку сте биле на дистанца, а за трети од вас ќе значи дека оваа персона доколку била на пат нејдека ќе допатува и ќе ве побара за да се видите и да ви го каже сето ова што му се случило во претходниот период. Енергија каде што 6 купови е комплетна енергија на реунија, каде што за некој од вас ќе значи дека повторно ќе се обедините и ќе бидете во енергија вашите моменти на љубов и на емоции си ги подадете еден на друг. Значи, втората шанса за некој од вас ќе значи дека и комплетно ја очекувате од оваа персона. Ајде да видиме доминантен хороскопски знак на оваа персона. Знак познак Венера или месечина, можеби некој и ќе се препознае. Може би е ваш хороскопски знак, а може и да е знак или подзнак Венера или месечина на оваа персона. Рак, риба, јарец, стрелец и лав. Значи, доминантен хороскопски знак на оваа персона или ваш хороскопски знак, рак, риба, јарец, стрелец, лав. И да видиме букви доминантни, кои што можеби ќе се препознаете, можеби и сакате да слушнете. Ова се букви поврзани со негово име, презиме, почетни букви, надимак, момент, улица на живење, град, нешто е непознато со оваа персона, за некој од вас ке значи, или пак момент каде што и не знаете дека оваа персона ќе дојде до вас. М, X, X, М, Н, W, Y или пак И, Л, повторно М, повторно Н, Е, Р, Р, повторно долго И,
повторно W, O, повторно E, Z, V или V, R, Б, Ф. Почетна буква, име, презиме, прекар, град, улица, се она што ве поврзува со оваа персона. Значи, имате X, M, N, W, Y или пак долго И, Л, М, Н, Е, Y уште еднашка, Р, два пати Р, О, Б, З, Ф, Е уште еднаш, В и уште еднаш W. Се надевам дека оваа љубов ќе биде најискрената љубов, каде што и нема место за зло. Енергија каде што некој од вас ќе се препознае во ова исчитување од тарот картите. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!